За успехот на боречкиот клуб Бучи Мјака се спомнати сите, освен секретарот на клубот Миле Коровин. Иако е долгогодишен спортски работник и бивш борач, вие, мислам дека претходно рекоси дека... Јас реков, ако сум испуштил и така, да, Миле Коровин е во таа композиција на боречки клуб Бучи Мјака. Инаку, почитувани гледачи, на 65-465 можете да се воде, тоа е директниот телефон во студиото, да видиме дали има гледач. Ало? Ало? Добро вечер, телевизија Кобра, повелете. Добро вечер. Добро вечер. Тука е Коце Харапов. Кажи, Коце! Сакам да го поздравам Ванче Чифлигалец. Фала, Коце, многу. Татко ти да не е тамперист? Не. Беше. Ама беше и борач татко ти. И тоа добар борач беше. И јас сакам. Ти што ќе бидеш шампион, ќе бидеш. Не може во Радовиш да нема шампиони. Така, татко ти штом бил борач, рудар, мораш да бидеш шампион. Да ти купи едни добри тренерки да бидеш, да се пријавиш кај тренерите. Па знаеш што ти имаш. Че во тој случај нема проблем. Коце, благодарам, поздрави ги родители. Ви благодарим още. Не. Сега група навивачи, дали следните амбиции се учество и организирање на светскиот куп на Радовиш? Ще заврши акцијата после. Ете. Тоа са 2 поена. Кој што сака не каже, он однесе акција овде. И ако вие мислите тоа, некој ако мислите не са 2 поена са овде. Тоа са златни 2 поена, видите. Тоа може само Вучков да го направи, со неговото огромно искуство. И со неговите 122,5 килограма. Значи, одиме понатаму, група навивачи од Радовиш, дали следните амбиции се учество во и организирање на светскиот куп во Радовиш? Господине Видов, имате таа среќа да вие кажаме една вест пред јавноста, тоа не сум го кажал ни пред рководството на Бучим. Јас во средата вечер заминав за Белград. Така ме покани председателот на Светската борачка организација Милан Ерцега на една заедничка вечера и разговаравме да се организира и ќе се организира светски куп. Шампионот на Европа и шампионот на Америка. Ние се веќе пријавивме до Федерацијата Америчка, шампионот на Америка да се сретне со шампионот на Македонија од Радовиш, и до ФИЛА и до Европската организација. За датумот во овој момент не би можел да кажам, али ние ќе инсистираме еден изазивачки меч измеѓу Америка и Европа, односно измеѓу Македонија и Америка. Значи борба за светската титла. Борба за светската титла, затоа што успехот да ја победиш репрезентацијата светскиот шампион за 2004 година, а светски шампион за 2005 година на светското првенство во Атланта е Америка. Така уште едно големо докажување, потврдување за европскиот шампион од Радовиш. Уште едно слично. Така да ќе има уште една голема фешта, најверојатно ќе биде тоа или еден меч, ќе биде во Радовиш или во Њујорк или во некој град или Атланта, сега да не го кажем, или на неутрален терен ќе биде, или ќе биде тоа 2 меча, може да се договориме да биде еден во Америка, еден во Радовиш. Ние не би посекувале тоа да биде 2 меча. Јас би посекал лично ни кажавте голема чест што оваа вест токму овде и на нашата. Така да се интересира и сакам да кажам уште нешто, дека председателот на Светската борачка организација беше воодушевен од честитките, од амбиентот и од успехот. И ни честита Милан, високо ценети од господин Милан Ерцега, вика господине председниче, тоа Македонија го направи, тоа го вие направивте како спортски работници, и он кажа дека довербата што не е доведена не е разочарана, него напротив сме дале допринос за унапредување на европското и светско борење. Веројатно имаме нов гледач. Добро вечер, како го? Ало, добро вечер. Добро вечер, повелете. Ако може да останам анонимна гледачка? Повелете. Најдобро да си го кажете името. Да си го кажете името ако може. Нема место сега за анонимни. Сега сме европски шампиони. Сузана. Повелете, Сузана. Сакам да го поздравам господин Чифлиганец и цялата екипа на телевизија Кобра. И една голема честитка до господин Чифлиганец, бидејќи мислам дека е најзаслужен за оваа наша победа. Со вас заедно. Господин Чифлиганец, имам едно прашање до вас. Во последно време ве гледаме многу ангажирани околу борењето. А што е со понежниот пол, за кој мислам дека ви е слабост? Како може да одговорите? Дали сте господица или господја, борењето ми е била прва љубов и ќе ми остане и понатаму голема љубов. Да.
љубов работата, професијата и така натаму, а човек кој не ги сака луѓето, а сигурно и дамите во тоа сочинуват, нема прогрес. Вие знаете кој ги мразел луѓето во Втората светска војна? Така да човек кој ги сака луѓето има и напредок и прогрес. А во тоа се составен дел и дамите. Сузана, благодариме. Ки има време за се. Ви благодарим. А пред се за она што сме задолжени. Пријатно. Благодарим. Пријатно. Одивам понатаму. Има и вакви прашања, господин Шкилјанец, се интересирате по нежниот пол. Господин Славчо Стефанов, дали од руските борачи барем еден ќе остане во Радовиш? Мислам дека. Јас реков веќе дека ќе настојуваме да останат двајца. С оглед на вашиот придонес во борењето и афирмацијата на нашиот град во државата и светот, сметаме дека треба да ја добиете најмалку 600 ноемвриската награда или епитет на почесен граѓанин на нашиот град. Ова. 600 ноемвриска награда или почесен граѓанин. Веќе Почесен сам граѓанин на во нашиот една град. местна заедница почесен граѓанин, така да тоа не е мој проблем. Ниту па сум размислувал за тоа. Вели само дете од Радовиш, Чичко Ванчо, кога ќе пораснам, сакам да бидам борач. Па и нема да погреша. Ако биде борач, ќе има успех во животот, затоа што човек само да тренира борење, ќе има доволно психофизичка енергија за наредните 50-100 години да биде за секој успех, за секој подвиг да успее. Да, имате една честитка само од Зорица Чурлинова. Ете, повторно. Зорица. Зорица Чурлинова, честитки за победата. Тетка Зорица, благодариме, ако е таа што јас мислам. Да, така Една пише Зорица возрастна жена, Чурлинова. така да, благодарам. Славе Ристов, најпрви честитки за победата. Кој и како и каде им се дадени медалите сребрени на турските борачи? Прво прашање. Па видите, тоа не треба трагично да се сваќат дека оние напуштија арената без да се поздрават и така натаму. Они не сакаат да ги примат сребрените медали затоа што беа поразени. Воколку беа победници, ќе го добија златниот куп, што символизира мир и така натаму, ќе добија златните медали, а нашите момчиња ќе ги зема сребрените медали. Али ето така, за нив е голем неуспех второто место, ќе имат прилика да се реваншират, али реваншот ќе биде уште потежок. Во секој случај не сме. Викам, велам ќе имат прилика да се реваншират, мислам дека тоа во наредниот куп на европски шампиони. Иначе финалната борба, тоа што го рече и Миланет, сега не е завршена. Ние можеме само да размислуваме за една пријателска средба, за релаксација на односите, така да меѓу двете спортски федерации. Второто прашање на господин Славе Ристов е дали Владко Соколов ќе добие медал, бидејќи мислам дека потполно го заслужи. Ќе добијат уште 23 борачи. Покрај Владко и уште 23 борачи ќе добие и Ангелов и сите што учествуваа, што настапија. Горунковски Марјан, колкави се финансиите што ќе се добијат за првото место од Фила? Повеќе него што потрошивме. Значи Фила ги работи. И второ прашање, подршка за, не знам од каде ова констатација, кандидатирањето за претседател на Фила. Не знам, гледачот. Нема, лично немам такви амбиции. Лично немам такви амбиции. Петре Јованов, село Подареш, стар најувач на борешкиот клуб Бучи Мјака, пофалби и честитки. Нема управа на светот ваква, како и вие, господине Чифлиганец, и посакува понатамошна успешна работа во спортот. Благодарам на Петре Јованов, любителот, на господинот Петре Иванов. Значи имаме уште еднаш гледач на Кажете кој линија. број има повеќе на контакт. Добро вечер, повелете. Ало? Добро вечер. Добро вечер. Георгиев Столе на телефон. Добро вечер. Еден поздрав до емисијата и посебно до господинот Ванчо Чифлиганец за неговото мукнотрпно залагање. Јас пред малце се јавував и поставив прашање, донивме ги, тоа се уште не е прочитано, за неговото ангажирање да ја донесе Европа во Радовиш. Се знае, ние сме веќе шампиони европски, меѓутоа е голем успех и Европа да биде во Радовиш. Имаше 200 странци најмалку, 200 странци голем бизнисмени, спортски работници. Ето, господине, уште еднаш честитки за освоениот куп и со желби за понатамошни успеси. Со сите вас, сите заедно сме поети. Ви благодариме. А ние одиме понатаму. Сега интересно. Констатација не прашање. Герасим Димов, случајно лице, присутно намерението. Ги демантирам гласовите за лажно померење. Да се споредат поените на Хагуров и Вучков, ќе видите дека се исти. Честитки и поздрав. Тој човек што бил на веројатно случајно на вака вели Герасим Димов,
случайно лице присутно намерението? Не беше случайно лице, него тоа Или беше службено? службено лице, Не, беше не можам добро да- професионално и така, мислам дека Анонимен Благодарим. гледач, зошто не го гледаме стариот борач Ристов Блажо како тренер? Од него потекнуваат многу борачи и зошто не го гледаме присутен во борењето? сите се присутни во борењето, секој што има желба, ентузијазам, може да отвори се вратите во клубот и за Баже и за сите. Имаме повторно гледач на линија. Добро вечер, за кога овој пат? Ало, добро вечер. Повелете. Пред се прво сакам да му честитам усвојувањето на европската титула шампион во Европа во борење од Радовиш Бучим Јака на господинот Ванчо Флиганец. Благодарам, многу ми е познат гласот. Та имаме разговаране на неколку пати и се видено, во Цулдурци се јавуваме да бидеме поблиску да ви се представам. Да. И така, наша желба е да идеме многу подалеку да бидеме и светски шампиони во борење. Меѓутоа, да напоменам со нашите руси. Да, повелете. Нема да разочараме и во натамошните надпреварувања. Затоа што мислиме да правиме европска школа во Радовиш. Па, веруваме во господинот Чефлиганец и очекуваме и понатаму да се редуваме, да бидеме и светски шампиони во борењето. Столе, благодарим многу. И благодарам Исто и уште вие еднаш. на вас. И благодарам, ни одиме понатаму. Ценев Петре, честитки за успехот. Што мислите за фудбалот и дали можете да помогнете во овој спорт? Малку излегува темата, но А фудбалот е добар во Радовиш, мислам дека овај ранг успешно се носе Плачковица Јака и резултатите што ги постигнува се на задоволително ниво. Така да. Столе Георгиев упатува поздрав до Ванчо Чифлиганец, честитки за сегашните успеси и за макотрпното залагање Беше на да ја донесе Европа во Радовиш. Честита група гледачи, господине Чифлиганец, за афирмацијата на нашиот град во Европа, најсрдечно ми благодарим. благодариме сите заедно, јас реков да не биде тоа. Дарко Милентиевич со фамилијата. Покрај вас Дарко Панчев. го засакав спортот, односно Тој борењето, момче од 6 оделение, го знам. човек со високо организациони Детелен е способности, наш работник, способен, вреден рудар. се што зафативте, позлативте, верувате. Честитки за големиот успех. Со граѓаните, а посебно со рударите на Бучи. Повторно имаме гледач. Добро вечер. Ало? Добро вечер, повелете. Добро вечер. Посебно ми е драго да сум у Радовиш баш во овој момент и ја гледам емисијата. Сакам на доктор Чефлиганец лично да му честитам за успехот. А ми е драго да го чувам вашето име. Тили Петров Тодор. Тоше, благодарам. А И јас како што знам, вие не сте од Радовиш. Ми мило што сум ограден на европскиот шампион. Професоре. Бати да ми до светски. Професоре, благодариме. Се наубаво за доктор Чефлиганец и за Бучим Јака. Благодарам, Искрен професоре. навивач. Да Благодарам. продолжи вака сакам. Ви благодариме. Тоа е еден професор од Удовски геолошки факултет, еден наш Ете случаен експерт по гледачи, геофизика. гост во нашиот град. Иле Сарамандов прашува како се освоени двата поена на Данчо Вучков. Објаснува. Јас реков и тие два поена беа заслужени и да не беа, ние пак сме европски шампиони. Знаете што, дајте повеќе да размислиме како не освои Димков два поена, како не победи оној, се како било, Би како рекол, јас би така рекол да. како Махмуд Демир не победи со туш на Да, светски светски титул. шампион, што е Нема ја државата инвестирала толку. Во секој случај. Тоа ме прашува Добро, како ние ја... малку некогаш. Има и такви коментари. Не, Како во ја... борењето мислам што ги поставува, затоа што има некои повеќе, некои помалку разбираат борењето и мислиме дека се сумнителни. Не, тие два поена постоje, затоа што он акција носи од свика овде. А еден човек од 125 кг, тај Демир Махмут има, така да Имаме гледач, во секој случај имаат предност овие барем. Добро вечер, телевизија Кобра, повелете. Ало? Добро вечер. Добро вечер. На телефон е Вилма. Повелете. Сакам многу да го поздравам господинот Чифлиганец и да му посакам понатаму такви успеси. Исто го поздравувам и тренерот Димче, тој ни е комшија. благодарам Вилма. Јас сум исто страшен навивач за борачите и стално одам на надпревари да ги гледам. Па и посакувам понатаму се најубаво и поголеми успеси. Значи вие сте најстрекната сега комшика на Ангелов таму. Имате Ангелов, европски шампион, тренер на европската шампионска екипа. Да. Кој како вас во малото?
Никой. така. Ние сите навиваме. Али не заборавайте, заедно сме појаки. Да. Така, благодарим много. Молим, Благодарим. приятно. Ние продолжуваме понатаму. Томе прашува како ја коментира господинот Чифлиганец, ќе се јава тоа, објавената слика во Пулс, ако ја видел во рубриката Перископ. На кој Пулс? Изданието од денеска, јас го немам, бидејќи сум редовен читател на Пулс. Воопшто не сум видел и верувајте немам време многу да читам, да разлиствам вестници, затоа што јас чекав со душа да заврши купата на шампиони, да 100% се посветам на мојата професионална работа, генерален директор на Бучи. Еве, Не се живее само од спортот, треба да се гледа и повторно гледач, добро вечер за кого? Ало, Добро вечер. Телевизија Кобра, повелете. ало. Да. Сакам да го поздравам доктору професор Чифлиганец. Благодарам, господине. Молим, Благодарам, господине. Немој да ми се представиш, те познавам. ќе тргнам од вашата девиза оваа вечер. Нема големи и мали држави. Има големи и мали мозгове. Радовиш покажа дека има голем мозок. Не само преку борачите, да се качаме на пиедестало, градот Радовиш, граѓаните, него и републиката пошироко. Јас од срце ви честитам за вашиот ентусијазам, за вашите напори, за ово што го постигна Радовиш. Мене ме чуди како граѓанин, како дописник и како ваш пензионер, како може вашето срце да издржи на таа тешка и напорна борба. Јас ви пожелувам здравје, успех и сум убеден дека вашата визија ќе постигне и други работи на полето на стопанството, на обществено и политичко живот. Честито нека ви биде и бидете здрави и живи. Благодарам ви, господин Форев. Не случайно ти си ми дал првата стипендија како раководител на општокадровски сектор. Така ли, Форев? Она ќе се исклучи гледачот. Одеме ние понатаму, ќе ни јават одреже кога е спремно. Анчев Миле, дали е точно дека е кажано на борачите да не се појавуваат на медиумите, освен Сусинов, Гаврилов и Ванчо Чифлиганец? Тоа се мисли веројатно пред финалицу. Не, тоа е сега, може би да некој му смета некој од овие, некој повеќе, некој помалку. Секој борач може да се јави со тренерот преку една, мислам, не цензура, него спортската екипа, тренерот и останатите. Ало, добро вечер. Така да, тоа е малку, може би, злонамерно. Добро вечер, повелете. Добро вечер. Намали телевизор малку. Јас ќе ве замолам да го намалите малку вашиот телевизор, бидејќи се ствара фонија. Ало, Добро вечер и повелете. добро вечер. Поздрав до господину, честитки за титулата. Благодарам. Спомна дека е почитен граѓанин на некоја населба. Да одговори на која населба? Ако може, Местна заедница, Нели? мислам. На места заедница, викам, сака, на така. местна заедница, не? Тоа не е битно толку во овој момент. Добро, јас знам. Иако ми е драго така да кога на некој му направиш добро. Иначе така. да се представам, јас сум Ристо. Ристов, Коментар во врска со поразо од Балканец. И какви се плановите во Штип? господине Ристов, јас реков, за големи работи треба големи луѓе, со ситни математики до голема работа не оде. Ние знаеме поразот тешко паднат со Балканец, али уопште не треба да не биде преокупација Балканец или средбата во Штип. Ние сме 4-кратни шампиони, европски шампиони и ќе учествуваме во купот на европските шампиони и во народното надпреварување. Дали ќе биде тоа 96 или 97 година. По секоја цена не смееме да размислуваме па да победиме. Јас би сакал да бидеме пак шампиони и верувам во тоа ќе се покуша. Јас Али верувам. трагично не смее да се свате поразот со Балканец. После 7 години ние тоа е прв пораз во Радовиш во спортско-реактивниот центар 25 мај. Али и тоа се случи, тоа е спорт. Сметам дека квалитетот на Бучим јака е подобар. Многу подобар. Да. Али има овде и некои што се баве со ситни математики, али со ситни математики не може ни Вардар да го помине. И затоа сметам и на Штипјани и викам дека ќе ги победиме во Штип. Јас во овој момент би сакал да ние биде купот светски. Јас реков, камо среќа ние да бидеме европски шампиони, некој биде и 10 пати шампион на Македонија. Али еднаш се бива европски шампион. Јас би сега посакувал да се ние рамноправно носиме со шампионот на Америка и тоа е преокупацијата на клубот. Благодарам за... И преокупацијата што ќе правиме европска школа за 10 дена, покрај нашите респектирани тренери, ќе дојде еден руски тренер.
Благодарам за... Јас верувам оти ти тешко паднало поразот со Балканец. Јас верувам на љубителите најтешко и падна пред финалето поразот, али тоа се случува. Благодарам, господине. Благодарам сега. Сега одиме уште една честитка, Томова Лена, честитка за шампионската титула и благодарност за залагањето на господинот Чифлиганец како пратеник за село Ракитец. Ова е благодарност и честитка. Имаме едно честитка и прашање. Не, луѓето се благодарни, штом се благодарни, наша врска да... Вели Поп да даваме... Коста е подпиш, нашиот прото јереј најверојатно. Честитка за успехот и уште многу такви. Дали турскиот првак ќе поднесе жалба до ФИЛА по однос на судењето или организацијата, бидејќи бара 2 меча? За оно што бара 2 меча, реков, купот го подели председател на Европската организација, значи нема 2 купа, еден. Златните медали ги подпре вториот човек на ФИЛА, нема. Милан Ерцкијан потврди од сме домаќини, бевме во средата ни честита, така да купот на Европската чемпион за 1995 година е завршена работа. Дефинитивно се знае, стане еве и пред нас стои. Порче Култанов, најпред честитки до екипата на Бучи Мјака и до вас. Мој предлог е руските борачи да добијат титула на почетни граѓани на Радовиш. Јас би ги сите 10 момчиња прогласил за почетни граѓани на Радовиш и тоа без размислување. Верувам задоволен господин Култанов. Од организациониот одбор на манастирот Свети Пантелеймон, честитки. Всичко раде. Благодарам. И сега има и прашање тука две. Не знам дали си од истиот човек, бидејќи ја потцртам, дали е точно дека имало приметба на судењето, официјално. Па и јас имав приметби, затоа што реков на следно 4 кг требаше да го дисквалификува, тоа немаше да биде 3:04, на 90 кг кога не се поздрави на спортската арена поразениот, он е веќе поразен со максимален резултат, не 3:04, али судиите го респектират шампионот на Турција, тоа не го направија. И сега има интересно. Кажете, во која борба ние бевме привилегувани? Во која? Во ниедна. Така да... Дали е точно дека тренерите имале меѓусебен договор за губење на борби? Мислим на Јакоп Топов и Димче Ангелов. Луѓе, со милиони долари турското борење троши за борењето, не се размислува за предавање на борби. Вие знаете, тоа е национален државен понос. Честитки поздрави до гостинот Чифлиганец. Дали русите ќе останат во нашиот град по кој знае кој пат? Васа Чанчалов прашува, но да, одговори на тоа. Одговорено е на тоа. Сега имаме една господја или госпогица Лидија, честитки за победата. Дали може да се подобрат условите за младите борачи, односно каква е работата со нив? Ќе се работи со сите генерации, со пионери, кадети, младинци и сениори. Во секции по школите и така. Јас во оваа прилика сакам да кажам, шампионската европска титула треба да ни представа како добра основа за натамошна работа, стручна, студиозна во клубот. Тоа не треба да не занесува. Ние мораме за 5 години да направиме јака репрезентација, а костурот на репрезентацијата јас настојувам да биде од Радовиш. И јас, еве, да ви кажам една моја информација вчера. Газдата на Слога Југомагнат го остава клубот, Рафи, го зима Скопје, борачите, за да по патот на Бучим ќе направи европска шампионат. Дали во тоа ќе успее, не знам. Ако го има Радовиш, значи ќе му биде потешко тоа, да бидеме јасни. Така да сега конкуренцијата ќе биде се поголема, секој ќе сака да биде Бучим, да биде Радовиш, да го има тој амбиент и така. Дали во тоа ќе успее? Времето ќе Камо среќа да успеат и други колективи. И значи конкуренцијата си прави своја. Уште една господја или госпогица, Атанасов Верче, како прво поздрав ете и до нас до Кобра и гостинот Чифлиганец, на кого ме ја честитам победата со желби за многу однатомошни успехи. Веројатно има гледач, но не реже дали имаме гледач. Се уште не. Господин Чифлиганец, ете еден, не знам од каде еден гледач ми даде идеја јас да ја запрашам. Дали може би се замислувате во улога прв човек на ФИЛА, како тогаш и вие би го направиле купот на европските шампиони? Ми даде идеја да ве прашам во моментот. Јас прво не сум размислувал, ниту имам амбиција да бидам прв човек, затоа што имам амбиција во друг план. Човек мора да си ги распореди со силите, иако во овој момент сум премногу оптеретен, али купот на европските шампиони е добра работа, да не бидат тоа 30 клуба, него да бидат тоа 10-12 најјаките клуба и да бидат по некои критериуми. И мислам дека во пропозициите треба да бидат конкретизирани. Има овде некој вакуум, например, домакинот да каже. Нема домакинот да каже.
дали ќе биде мерењето во 12, во 12 и така натаму. Мислам дека има тука некои слабости, да домаќинот има предност да каже. Еве, например, сега ние рековме ќе биде во 20 часот. Значи точно да се знае кога мерењето, кога почеток и така натаму. И не ми се тоа допаѓаше да до полуфиналните борби да има еден судија од домашен и од тоа. Тоа е студиска лакрадија, затоа што никој не може да суди против сопствената боја, против сопствената нација, против сопствениот клуб. Што сега во финалното меч 3 судии, еден делегат и двајца неутрални, тоа е најдобра комбинација. И други работи овде има. Уште една честитка од Чабуковски Венцислав. Честитка за титулата ви изразувам восхит за психофизичката енергија успешно оградена во титулата на целиот тим. И околу душекот, а посебно на вас, борачите, стручниот тим, се надминаа себе си, верувам со овие луѓе и со нашите херои ќе стигнеме до европската или тенисна светската титула. Вие честам титулата на шампион и се најубаво во животот. Благодарам, Венциславе. Јас пред да го почнем овој блок на прашања, ви реков како успевате оној споеве пред нас. Постојат едни плакети, впрочем 95-та година Стопанската комора и ги добивте, вие се ангажирате полно и на тоа поле, на вашето професионално работно место, генерален директор на предпријатието за рударство и металургија и Бакар Бучин. Едно од предпријатијата кои влегува во 10-те најуспешни предпријатија во Македонија. Вие бевте меѓу 10-те најуспешни менаџери. Како тој спој на спорт, многу енергија и многу успеси на професионалната работа? Па видите, оваа година можеме да кажеме ние како спонзори на Борички клуб Бучим, јака и самиот Бучим и како предпријатие е доста плодна, да кажам, не неочекувана, очекувана, затоа што ние оваа година ќе завршиме како најуспешна производствена година. Значи ти имат предност. Добро, после да. Добро вечер, повелете. Добро вечер. На телефон Лазаров Банко од село Раовица. Како прво, поздрав до господинот Чифлиганец и до водителот, воедно и големи честити до господинот професор доктор Ванко Чифлиганец. Па, целта на моето јавување е слушам овде разни намери, така да ги речем, зашто ова било така, зашто било ова онака, ова направено вака, не требало така. Па мислам и така би упатил еден апел до гледачите, зарем не е доволно да имаме еден таков добар, совршено човек и совршено раководство во Радовиш и целосно во Радовишкото борење, што тој човек успеа да ја доведе Европа во Радовиш и нашиот борачки клуб да стане шампион европски. И затоа ги молам гледачите да не префрлаат на такви коментари. Уште еднаш големи честитки до професор доктор Ванко Чифлиганец и благодарам. Благодарам, господине, према тебе, према вас и на граѓаните од Оравица, и мислам дека ние допринос даваме и за вашата местна заедница и понатаму ќе даваме. Да. Што се однесува до забелешки, и тоа треба и да го сватиме, секој има право да каже, али мојата девиза, знаете, труди се со добро да узвратиш, со добри работи да го убедеш. А најголема вредност на еден човек, на една карактерна црта, некојаш и противникот што различно размислува, у знак наводници непријател да го направиш пријател. А со успесите, со резултатите и непријател станува пријател. Благодарам. И во тоа успеваме. И така треба секој да работи. Да. Ви благодарам. Уште еднаш стигнуваат многу чести господин Чифлиганец. Поздрав од семејството на Илија Мијалов од Раклиш. Вие честитаме победата. Обрнете мало внимание на фудбалската екипа од Раклиш. Па што они се една од подобрите екипи во таму и така да имат доста спортски работници. Да не кажам и многу се упорни за спонзорирање. А не знам, Илија веројатно знае или сака повеќе и ние таму помагаме. Што се однесува до поставеното прашање, јас и према гледачите да ќе се добие впечаток дека ние овде, што рекоа, овој се појава, оној се појава, дека се бавиме само со спорт. Спортот не е една релаксација, една забава, али професионална забава без импровизација. Ако не бидеш успешен во работењето, нема да има спорт. Јас оваа година реков пред еден новинар, е многу успешна за сите нас што еве сме носители на овие севкупни активности во општината, во
предпријатието во спортот. Ние ова година ќе завршиме најдобро со рекордни резултати на планот на производството. Имаме одлично производство, имаме одлични финансиски резултати преку стварувањето на монометалот, имаме еден задоволителен обштествен стандард во предпријатието, да сите кои се распаѓа, сите рудници со многу подобри натурални показатели се во многу понеповолна состојба, со месеци не се зема плата и така натаму. Ние успеевме во тоа, вложуваме во тековното производство, го стимулираме работникот, даваме за општината, за републиката и така. Ние ако издвојуваме $550,000 за плата месечно, $250,000 одат за општината, односно за државата. За државата, после државата враќа. Така да сме нешто повеќе него што некој ќе добие впечаток. Второ, имаме признание, едно големо признание меѓу 10 најдобри, меѓу 5 најдобри предпријатија сме прогласени за годинава, а јас би кажал и за последните 5 години. Тоа е еден втор голем успех. Трет успех, успеевме да оваа година низ тие системски решенија, закони и акцизи и така натаму даноци, да данокот на златниот накин од 72 го симнеме на 15%, така да заработи рентабилно и Голдмак. Тоа е голем трет успех. Четврт успех е, еве и ова што го правиме на планот на спортот, за поносот на државата, на нацијата. И уште една активност имаме голема, сакаме уште на фабрика за експлозиви. Уште веќе година дена се мачеме да добиеме согласност да ја градиме во Радовиш и така натаму. И една купа активности ние како Бучин имаме вложено околу 500,000 до милион марки на планот на подрачното на општина, инфраструктура, спорт, култура и така натаму. Значи тоа е еден спектар на активности и на план на култура, спортот, на унапредување на тековно истражување се тоа. И мислам дека со право ние можеме да бидеме горди во Радовиш што имаме такви активности. Во една таква неизвестност и сето тоа. Реков јас, вие сте и пратеник во Републичкото собрание, каков беше дочекот меѓу вашите колеги пратеници? Би рекол, тука можете да забележиме некои лица од парламентот? И реков и доприносот кој го даваме во комисиите, еве, за многу активности, да не кажам, кои директно влијаеме, ние не сме само пратеници, него ние директни активности имаме за донесување на некои закони. Така, во тај смисол не можеме да се пожалиме, камо среќа и во нареден период со такво темпо да одиме. Што се однесува до ова, еве, пријам, веројатно по доаѓањето на председател на Републиката на своето работно место ќе ни изврши прием, се најаве прием да ни изврши председателот на владата на Република Македонија, честитки од говорниците на парламентот, честитки од пратениците, затоа што ова е успех на народот, не е успех тоа на поедина нација или на партија и така натаму. Тоа е успех на народот и така да ќе остане во историјата. Вие рековте доведување и на европски стручњаци. Да не кажам дека еве за шампионска титула и од владата на Република Македонија ќе добиеме средства, али јас би сакал тие средства да ни послужат за укупот на светскиот куп, кога ќе одиме за Америка, кога ќе доаѓаат гости и така натаму. Рековте дека ќе се започне со таа европска школување на младите на начин. Дали вие верувате, тука се 20 Лазарови, има голем потенцијал. Јас би рекол над 200 момчиња, оние најмалата категорија пионери, па кадети, помлади, јуниори, просто врие на тренинзи. Па ние имаме одлична пионерска школа, еве во Штип, кој рекоа за Штипјани, ние бевме 30 поена испред сите екипи, а Штипјани беа 50 поена за нас. Значи имаме голем потенцијал пионери, имаме кадети, имаме младинци. Сашко Лазаров и Владко Лазаров се најталентирани момчиња и во нив многу ќе инвестираме. Покрај успехот и квалитетот на нашите тренери ќе донесеме ние еден светски европски тренер од руската школа, кој ќе биде на 2 години во Радовиш и ќе бараме светски резултати од него. И Калачев, и Танчев, и Јанчев, и Спасов, и сите кои ги има во клубот така. И се не откажуваме од ветераните Ангелов, од Зоки, од... Ало, добро вечер, повелете, телевизија Кобра. Повелете. Добро. Повелете. Добро вечер, дали сте во програма? Да, во програма сте, повелете. Многу слабо ве слушам. Многу поздрав на професор доктор Ванчо Чифлиганец, тој е председателот на Боришни спортови на Македонија, на телефон е Коста Посков. Само сакам да ги пренесам поздравите на доктор Чифлиганец од телевизија Сител, од целокупната екипа, од Љубислав Иванов, од председател на град Скопје Јове Кекеновски, и да му изразам во нивно име благодарност за сето она
ангажман и огромният ентузиазам и огромната поточна... Коста, немој да биваш скромен и ти даде голем успех во тоа. Не можела да се афирмира Македонија надвор од своите граници. Секој ше скромен и он голем успех Много топно срдечни даде. поздрави, само ги пренесувам од овие луѓе кои ме замолија да пренесам. И уште нешто на прекрасната радовишка публика, најкоректна публика која има Македонија и која го најдобро познава борењето. Поздрав на сите од телевизија Кобра и поздрав на директор Чифлиганец. Коста, заедно сме појаки, да. И немој да бидеш толку скромен. И ти доби плюски на раците, на нозите, ангажман. Кој беа и се осеќав поносен што сум радовишанец и што сум учен. А ги заборави конфликтите што ги имавме за задачите. Во Скопје, во сите градови што се видуваме, а со мене беа борачите на Бучим Јака